Тоа што спомнав преска дека Македонија се разубавила, сакав да кажам, фала ти бато за дека многу сте убави пошто имаме биометриски пасоши бе. А сви су поубави од црно-бело фотографија. Па тоа е бе црна-бела фотографија. Луѓи, визна либерализација. Фала Богу бе. Абе, од што не ни треба виза, бе, не ми се иде нигде, бе. Не ми се иде. Абе, какви придобивки имаме од визна либерализација? Више нема дремење пред амбасада. Јас сум наред, да, добро. Втора придобивка. Искочи народ, бе, од држава, бе, прошета, виде свет, бе. Абе, виде Европу, бе, па виде што е Триумфална капија. Виде што е коцка у Париз. Само не ми е јасно како него виде сва Ајфелово куло, бе. Толика голема пола Фейсбук е сликан под Ајфелово куло, бе. Ја не сам бил у Париз, али знам га на прсти од Фейсбук. Сви има по едну фотографија тама. Еј, и трета придобивка од визну либерализација. Па фала Богу, ки ни улегнете и, пошто су нели врата отворени, ки ни улегнете европски капитал, бе. Само ме страва с njega да не ни улегне ош нешто друго. Пошто гледам став на Европу е дека многу смо ги дискриминирале хомосексуалци. Многу смо ги што? Многу смо ги дискриминирале. Ја не може да га згодунет па да им га право тој, бе. Жалиле се таму Европу. Нас у Македонија никој не ебе 2%. Никој. Никој неќе да ни биде грб. Никој. Никој неќе да ни пружи рука барем. И стварно викаме, зашто смо такви, бе, селјачишта? Проста масо една, бе. Па и они су људи, бе, ако су овој. Па зашто не учиме од комшије, бе? Еве, Грци, биднава си педери, улегнава си у Европска унија, бе. Бе. Исто и бугари, да не зборима. Гледам сега, летоска у Албанија е ставен закон, предлог закон да се изгласа за хомосексуални бракови. Па си викам, сако вие наши 25%. Кад ти ги прашав, што мислите за хомосексуалните бракови во Албанија? Не знам, тоа се албанци, јас сум шиптар. Немам појма. Одма ќе се претвори во шиптар. А све се љутив. Пошто кад правиш муабет, нели? Слушај брат, биле се двојца и таму имаше еден шиптар. И обавезно се тој шепка. Не бе, сак чисто ќе се збори. Не знам, не сум бил тука. Моли, немам, сум бил у подрум, немам појма. Нема кај нас педери у село, ни терори, ништо нема. Некај напад ќе да имало, ќе ми се јави мене автоматски. Пошто кај мене дома сите се усто автоматски. И јас сум автоматски, и брат ми 3 автоматски, 3 пати. Си цело село сме автоматски. Нема педери, не знам. Али ете што ќе направив само да улегне по Европско. Вие гледаше. Посакам да прашам у Албанија, какви ќе се бе тие педерчиња? Не, кога спомнеш педерче, едно убаво наместено фризурче, една шарпа овдека, една брадичка исцртана, како мене скоро. Една брадичка исцртана, кампари сода. Не. А у Албанија какви педери ќе биде в тие, бе? Коха, нандичме! Набран ме кох! Как нашата бе била вест. Читај и мисли слободно. А вие како джихад да вика коха! Коха! У пичку материну, лелелеле! Ој! Коха, лелелеле, што ќе ти правим туко? Како да рекламира кока! Дојди пробај, многу е добро!
Лили Кукурику! А тоа ли е проблем? Каква е ондак бе тај Шенген зона куде што треба ми да улегнеме? Тоа не е Шенген бе, тоа е Шенгей. За тоа ли е проблем? Тоа ли ми сега нешто замерав дека не примав во Европска унија? Ја мислам, кој знае зашто не примав бе? За тоа ли е проблем бе? Нема гајле бе, ја ќе ви кажа како ќе се извадимо, како ќе се спасимо. Една гей парада, гајле нема. Ти не. Дали знае, он си аплодира, интересно. Па една гей парада и ќе се спасимо бе. Само кој ќе искочи на тој гей параду? Ти никако. Кој ќе искочи? Пошто тој каде нас су многу малце луѓе, тој нема да е парада, тој ќе е мала група педера. Да. Али, ако е за тој проблем, ќе ги омекнемо ми тие тврди ставови на Европа, бе. Па и ми веќе направимо едно гей парадо, да се знае, да се памти, бе. Како се организира гужва куде нас? Како се прави све? Како се на площад? У штаб! На 1 април сви у Скопје. 3 автобуса од Струмицу, 2 од Битолан, 4 од Охрид. Море не од Охрид, 4, 8 од Охрид. Сак Скопјани ќе им прати во 8, пошто најше педери, само они да се педери од Скопје. 8 од Охрид. Од Куманово, там нема педери, они малци имам. Нека дојде в автостоп они. Сиуз, ајде, тако е кажали у штаб, ајде улазе, не ни знаев зашто иде во Скопје. Улазе у автобуси, ајде, идемо за Скопје. Поваѓав за Скопје, организирамо се ми ту и поделив сокчиња, и поваѓа за Скопје, брм, вози Мишко, за Београд, за Београд. Ама у Београд ќе идев чутека. Вози Мишко, вози автобус. Али не крн тие автобуси. Одма ќе се побуни Европа. Куде ги ви возите овие нежни луѓе у такви автобуси? Не, бе, баше. Автобус црвен убав, нов автобус, бе. Автобус на 2 спрата, бе. С послугу унутра, бе. Искача после го вика, имате 2 влеза од напред и само 1 од позади. Да. Послуга, али која е послуга? Па овој од месен комитет, од општинско бе, овој од партију. Njega ga stavile да ги спреми за Скопје. Ајде, мајсторе, намали ја музиката. Дечки, сега значи кидеме у Скопје на Love Parade! Ајде да се чуеме, чека малце потихо. Дечко ти таму, не се фаќај таму позади. Значи вака, ова е нашиот нов автобус на 2 спрата. Тоа значи дека може да се биде и од озгора и од оздола. Ја сакам од оздоле. Ајде чуем, кој сака од оздоле? Ајде цел автобус. Ајде, спушти се доле. Али они мора да поев, пошто е за партију. Шо ме за партију, сви почнеме. Спушти се доле, цел автобус. Ајде сега, и што иде наред? Кетеринг. Ајде кетеринг. Што е кетеринг во автобус? Хот-дог. Ајде, виршла за тебе. Не цела уста, не цела. Молим те, полека, немој така. Ајде. Значи, сега, драги мои, мајсторе, дај го микрофонот. Намали ја музиката и го зима микрофонот. Мајсторе, чекај бе, па не збуни. Значи, сега идеме за Скопје, тоа е наш еден европски град, кој што го направи и го изгради Вангел. Али у партију кад се спомне име, си одма почнува да скандирав. Ванџа! Не, чекај дечко, не Ванџа. Ванџа гледа на напред. Овој Вангел, он гледа на назад. Рококо, барок, па све е до неолит. Вангел го направи. Он си има едно другарче, се вика Жан. Изгледа е француз. Леле, колку сакам французи. И дечки, идеме за Скопје и си Вангел, скандира. И вика, дечки, еве го Скопје, мајсторе, давај газ, све су канте испред нас.